Добро вечер, драги слушатели, гледачи, обожаватели на македонски следбеници на Македонскиот информативен центар и на нашата емисија Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Петар Петровски и ова е ново издание на Неродник. После неколку месечно, како да кажем, долг одмор, се враќаме повторно на снимање. Но што беа главните теми додека му претходните неколку месеци, ќе се осврнеме на кратко. Едната од вестите беше, се надевавме дека една вест која секогаш е присутна по овие 2 години како што започнава од кога што бесне оваа чума наречена COVID-19. Секако се мерките и мерките кои само наводно се попуштаат, наводно ќе го видиме крајот, ќе видиме дека еве се доаѓа средината, доаѓа подобро утре, ама секако паш се вртиме во место, стапкаме во место и секогаш сме на како да кажеме имаме лед во место, а никогаш не можеме да ја наминеме да го победиме коронавирусот. Но една од интересните вести што се случи во Канада, особено што се несува до Канада, имаме различити вести кои се случија во изминатите неколку месеци. Тоа се многу интересни. На Джейсон Кени му започна премиерот на Алберта, Джейсон Кени, местните комитети низ Алберта му започна процес на гласање на недоверба. Да му гласа доверба или да се вика конгрес на кој ќе му се гласа доверба или недоверба. Во Онтарио ништо не е сменето. Во поглед дали има некои облажувања на рестрикциите. Онтарио Квебек, како да се примерите на Онтарио Квебек, пардон, се избегувам, на некои можеби ќе кажам дека зборувам глупости, али како да Франсуа Лего и Роб Дакфорд како да се една иста личност. Именно сега со појавата на сите знаеме дека сите сме известни дека постои нова варијанта на нов вид на подвид на коронавирус, кој го нарек Омикрон, а пред тоа беше Делта, па Омикрон, сега не знам, имаше едно меме, пошто бидејќи ако одиме низ социјалните мрежи има доста мемиња околу ова, имаше едно меме, па готово се потрошивте сите букви во грчката азбука, морате смислите нешто ново. Па бевте приморени да смислите нешто ново. Во Онтарио, прво да започнеме што се случува во Онтарио. На претходната имаше една пресконференција на премиерот Дакфорд, кој премногу е загрижен до тоа мере што на пример е почнало околу коронавирусот, така што оди во се поголеми рестриктивни мерки. Сега новата мерка што ја поведе е дека не смееме не смееме некакво пиење на алкохол на јавни места после 10 саат навечер. Ако се сеќавате, имаше во 80, 90 и 90 години на минатиот век, имаше еден филм кој се викаше Гремлин. И ако се сеќавате, има многу да се подсетиме. Не смеете да го нарадите Гремлинот после 12 часот, оти ќе се појават негови лоши варијанти, негови лошови клонови, кои ќе направат лошо, кои се лоши, кои
кои сакаат да испостават доминација на врз човечкиот вид. Па еве да видиме што друго што нови мерки донесе, новите рестриктивни мерки, на Даг Форцер, дека не смееме од недела сите места на каде што одиме како верските верски места како цркви, џами, храмови, пагоди, тие треба да може само да примат до 50%, 50% капацитет од тоа што им за тоа што колку може да зберат. Не смее да се дава храна или пијалок на било какви здружувања, дали вклучувачи концерти, театри, па и дури спортски настани. Значи, се пази власта да не, нашиот премиер Даг Форд, се пази народот да не биде гремлин, да не стане чудовиште. Така да, например, сега ново работно време, дека сите ресторанти и барови треба да бидат затворени до 11 сат на вечер, значи 11 часот треба да прават, што се кажува fire on, значи да затворат, и треба да има само 10, може да има само 10 луѓе над маса, што не знам кој е тој што ги донесе оваквите одлуки. Еве протече една нова мисла да се забрани воопшто да оние што не се вакцинирани да се мешаат со вакцинираните, овие што се невакцинирани се опасни за вакцинираните. Што мислам дека нема, треба да имаме некој, јас не сум човек, јас не сум лице кој е поминало низ медицинска обука или медицинско образование, па да кажам дали е тоа точно или не. Сега се наоѓаме на страниците, да видим што има друго пишува на страниците на еден вестник од Алберта, Вестен Стандард. Да видиме што друго можеме да најдеме интересна работа околу COVID или за воопшто случувањата во Канада. Еве има една нова вест, каде вели дека ние како канаѓани мораме да им даме уште повеќе лични информации на Заводот за статистика на Канада. Прашање е зошто? Затоа што морам се уште не е разјаснето, ама од моја гледиште дека ова се исто е како градец кога некој ќе ви бркне без дозвола во или сега да не ги споредуваме со крадците, што крадците крадат без дозвола. Не ви прашуваат дали да ви ограбат или не. Тука сакат да се легализира ова инвазија на вашата приватност, наводно затоа што било потребно да видиме што ќе каже вестот, дека ние мораме, еве што еден цитат, во реалност една реченица која го пишува тоа барање, ова е пишувано во извештај на Советниот совет за статистика. Си вели, индивидуалните канаѓани треба да го прават до својата должност во тоа што ќе дадат нивната информација за размена на високо квалитетни статистики, статистички информации и ефективна испорака
на сервис. Дали тоа ќе ни користи на нас како обични, дали тоа воопшто ќе биде во корист на нас како обични граѓани или тоа ќе биде во корист на некои си компании е големо прашање. Едноставно како што би едноставно се бара сега, мислам за мене. Според мене се ова е воопшто едно барање да се откажете од својата приватност, затоа што на некој му треба да дозна уште повеќе информации. Давањето приватна информација е забрането без наша согласност како индивидуи, е забрането со канадскиот устав и со канадската поглавје за права и слободи и со други закони кои како ПИПЕДа, кои ги штитат електронските документи, електронските информации од страна на владините организации, како и од приватни индивидуи и приватни корпорации. Некој од вас ќе каже да, не треба да се прави толку голема толку бука, ниту треба да велиме, ниту треба да кажеме дека не треба тоа да се прави. Но сватете, треба да сватиме дека оддавањето на наши лични информации без судски налог, без било каква причина на било кој орган, дали тоа ќе бизнес, дали тоа ќе биде некоја си за комерцијална потреба или за, да не кажеме сега, на полицијата или на власта, на било која влада, е малку сомнително, но и многу заплашувачки. Оти. Е многу заплашувачки. Бидејќи не треба бидејќи било што нашите информации, дали се од медицинска природа, дали се од приватна природа, треба само да припаѓаат на нас. Пардон на јазикот, али не треба никогаш да отстапиме од имањето на приватност, но и да се бориме против одземањето на нашата приватност. Дали тоа ќе биде во форма на закон, дали тоа ќе биде во форма на претрес, дали ќе биде во било каква форма, не треба да бидеме соучесници во тој акт со тоа што доброволно ќе се откажеме од нашите слободи. Така да во овој момент би сакал да прочитам еден цитат од Томас Џеферсон, кој малце кој се многу добро сопаѓа во ова, како да кажеме, во ова време, невреме, кога власт, било која власт, дали од лева или од десна провинцијенција, како што вика дека се леви или десни, всушност ги прават ерозија, ги злоупотребуваат на довербата што сме им дали на изборите, но и со тоа што се обидуваат да направат ерозија на нашите права, кои се заштитени со закони и со устави, и со уставите на различните земји. Па да го чуем што ќе каже Томас Џеферсон, прочитаме што кажа Томас Џеферсон за ваквиве влади. Искуството покажува дека и под на добрите форми на државно уредување, на тие што им е доверен, кои се доверени со моќ, покажале дека со време и дека работејќи споро, се испривилизира и станува обична тиранија. Зашто го говорим ова? Сега да го ставиме малку на Мира Дакфорд, да се навратиме малку, да одиме на кај Франсуа Лего.
Имено имено Лего го исто така, само момент само момент ве молам. Имено и Лего Франсуа Лего, зашто го говорам ова? Имено имаше на еден центар мислам на судскиот центар за уставни слободи на Канада. Направи една, како да кажеме, полугодишна оценка на премиерите, како на сите премиери што се на власт на цела Канада, што сега моментално се премиери на провинцијалните власти и како и на федералната власт. Даде, како да кажеме, ги попрашање на прекршувањето на уставот, почитувањето на уставните мерки со кои се ограничува работата на државната власт, им даде како кажеме, едноставно како сега, пардон, не би кажал, не можам, би го кажал дека едноставно ги врати на поправен испит, бидејќи ниеден премиер, па и дури федералната власт под водство на Џастин Трудо не покажа никакво почитување кон уставните правата кои се загарантирани со канадското поглавје на слобода и Canadian Charter of Rights and Freedoms, тоест канадското поглавје на глава на слободите и правата, за кој да биде малку иронично, татко му на Џастин Трудо на кој да биде уште поиронично, таткото на Џастин Трудо, Пиер Елиот Трудо, на кој можеме се да му замериме, али кој може да му најде различни замерки за неговото владење, го донесе. Но неговиот син едноставно сето тоа го фрли низ, како кажеме, низ, што би се кажало, низ, го фрли како на ѓубриште, едноставно не ги испочитува сите тие работи, сето што е запишано во самиот устав, самото што го напиша татко му, што сега што прво се повикуваше сите либерали кога се донесе кога се изгласа во канадскиот парламент канадското глава, кога се додаде на уставот поглавјето со правата и слободите, сите едноставно реакциите беа измешани. Едноставно некои го прифатија, некои не, некои тешко го прифатија новото чартер, новиот дел на уставот кој содржи права и слободи на канадските граѓани, додека се уште Квебек не го изгласа, не е ратифициран канадската глава на Квебек се уште не го изгласано нема го ратифицирано канадското поглавје на слобода, на права и слободи. Сега едноставно гледаме како било која провинцијална власт, без разлика дали е конзервативна или либерална, едноставно прави не го почитува. Ги еродира нашите права кои се задржани во тој документ. Само момент, бидејќи како што е предвидено со канадското поглавје. Само момент, го извадиме канадскиот. Сега доаѓа чартерот тука. Само момент додека се додира, да. Сега што е за канадскиот устав имаме два дела на устав. Тој е уставниот акт од 1867 година, или познат како British North America Act, или законот за северноамериканските британски колонија Канада,
или законот за Канада. И Уставниот акт од 1982 година познат како канадското поглавје на права и слободи. Како што може да видиме во едно од основните правила, фундаментални права на поглавјето на новиот уставен акт од 1992 година, ги имаме право на совест и религија, имаме слобода на мисла, мислење и изразување, вклучувајќи и прво тоа би се задржал за ова, а потоа ќе одиме на другите. Рускиот совет за слобода им донесе за уставни слободи, едноставно ги врати на поправен испит сите. Тоа е прво, како што видите, како што гледате, според канадскиот уставен акт од закон од 1892 година, како по првиот дел, дел први, како член 2, под фундаментални слободи се подразбира дека има право на мирно здружување и слобода на асоцијација. Сега што е нешто што може да сватиме што е проблемот со што не станува проблемот во Канада околу криза, околу сегашната ковид пандемија, а и со прашањето што е проблемот околу продолжување на оваа криза политички и што кажува канадскиот устав. Сега што вели? Дека долниот дом и како што сега во Канада имаме избори секои 5 години. Освен ако не падне власта на гласна доверба на буџет, ако не се изгласа буџетот, тогаш се одат на избори, а некои изборите се секои 5 години во Канада. Сега да го малку нестремно, али што би се рекло партизански. Ево да каде е во како што видите, канадскиот устав малку би сакал да одржаме една друг пат би збориле за околу канадскиот политички систем. Да видиме дали може да најдеме околу сега кога започна пандемијата, бидејќи не може да се некако да се вратиме на нормалност, не на нормално што би се рекло без да имаме никакви притисоци за го имаме сега би го погледал околу ова е Emergency Act или закон за
ако имаме некакви вонредни ситуации во Канада. Сега што имаме сега според овој закон имаме различни видови на вонредни ситуации, тоа е имаме вонредна ситуација од јавна грижа, од јавен ред, меѓународна вонредна криза, воена криза, декларација, потврдување, продолжување, дополнување и од повикување на вонредни ситуации. Еве што вели дека се вели во овој закон. Едноставно се вели сено. Дека не може дека кога ќе се прогласи вонредна ситуација или идна состојба, имаме различни времени траење за различни различни кризи. Но прво се навратиме што е тоа public welfare, тоест public welfare emergency. Што е тоа што се подразбира под вонредна криза која штети на јавното, како да кажеме, на јавното добротит, тоест. Значи тоа ако имаме природна катастрофа како што се имаме која се донесе која е донесен во Канада, која се изменува за овие малку мали проблематични, малку, како кажем, мали лапсуси. Овој закон го замени стариот закон, кој е донесен во август 1914 година, брзо, многу брзо, овој закон, кој сега го замени стариот закон, the War Measures Act, или законот за воени мерки, кој беше донесен во август 1914 година, веднаш по започнувањето на Првата светска војна. Сега се донесе, едноставно го прогласија за неважечки. Не беше проглашен за неважечки на 1 октомври, и беше заменен со друг закон, за закон на јавниот ред, или привремени мерки. Во историјата на Канада прогласувана е воена, како кажеме, е прогласена воена состојба на воена опасност на две, како кажеме, само во 3 периода. Тоа е Првата светска војна, Втората светска војна и октомвриската криза од 1970 година. Сега да се навратиме што е важно и зошто имаме на овој закон. Се повикува на овој закон. Овој закон всушност го регулира кога треба да може да се прогласи военна ситуација, колку ќе трае, како треба да се, колку ќе трае таа декларација, дали се обновува, дали не. Сега, бидејќи има различни, во овој закон имаме различни категории на военни состојби. Првата е военна криза, военна ситуација која го нарушува јавното здравје, военна ситуација која го нарушува јавниот ред, военна ситуација од меѓународен карактер, военна
ворена ситуација. И исто така содржи како можеме да како може се повикаме, како можеме да ги тргнеме, како може да вратиме во нормално, тоест да го прогласиме, не прогласиме ворената ситуација за неважешка и дека воената ситуација е помината и веќе нема опасноста е помината, се е завршено, можеме да се вратиме во нормален живот. Првата сега би се задржал на ова што е за сега ни е важно да позбориме за ворена ситуација од јавното здравје. Според овој закон, според законот за ворени ситуации, можеме да се има само три причини поради кои можеме да прогласиме таква ворена ситуација од ако е загрозен јавниот добродит, а тоа е ако има природна катастрофа, ако се болест во луѓе, животни и растенија, во овој случај ковид пандемијата, или несреќа, или ако има нуклеарна несреќа, или ако има заградување. Кој од сега да бидеме едно јасни, да не скакаме веднаш да викаме дека ако климата се менува, треба веднаш да се прогласи воена ситуација. Додека ако тоа што се случува, ако тоа загадување или таа несреќа не резултира во опасност по животот на луѓето, ако не го нарушува општествениот ред, а и како општественото дружење, или ако не резултира во пад или во распад на протокот на добра, на добрата што се неопходни добра услуги или ресурси, што е како, значи ако овие три настани што ги обмисли, природна катастрофа, болест, пандемија, или што би едноставно рекол пандемија, не резултира во нешто озбилно како што е. Како што значи еве што имаме како што вика, еве што законот вели. Не може да кажем вика затоа што нема мегафон. Па затоа да се вратиме на нешто. Дека треба дека секоја, значи, ако вадиме декларација за ворена состојба, ќе биде активно на тој ден што е објавена, додека ако не е прекината или продолжена, тоа што ќе истече на крајот на 90-тиот ден. Тоа е за првиот вид за овој за кој има пандемија. Сегаш малку докажав повеќе. Тоа е тоа. И некој што се само момент би сакал малку да завртам што се случува во Quebec. Иако таму, како што кажа, како Франсуа Легот да е како Даг Форд. Имено и тој доби, него го пратија на повторен испит исто така тој беше вратен на повратен испит, како и останатите премиери. Само момент, има што...
Ако одиме на весникот Монтреал Газет, тоа е еден од најголемите монтреалски весници на англиски, имаме исто така имаме и Девуар, имаме различни вестници во Квебек на исто како и на англиски и на француски. И што ако можеме да видиме, прво вест е дека градоначалничката на Монтреал Валери Планте тестирала позитивно за коронавирусот. Инаку во Квебек малку се составите околу новата власт на Квебек. Што е проблем, што е ситуацијата, што е составата во Квебек? Имено полно луѓе во Квебек, посебно семејството во Квебек се различаваме од Франсуа Легаут и па и овдека па и тука во Онтарио. Имаме многу семејства кои се збираат, кои сега наближува Боџич, како што сите знаеме. Како што можам да кажем, Боџичот е време кога сите семејства се збираат, сите блиски се збираат да се видиме како сме поминале, како се поминало. Да се видиш, бидејќи не можеме да се гледаме, тоа е па и за наш без разлика дали Божич го славиме на 25 декември или 6 јануари. Тоа е една голема не само поради тоа што го обележува рожденството Христово, туку тоа е еден вид тоа е еден празник на семејството. Бидејќи после цела, како што знаеме, сите работиме, сите не се гледаме. Тоа е еден ден во годината кога можеме сите да се сетнеме и да се видиме, да си направиме муабет, и да се видиме до каде сме, како сме, што правиме, така. Што реакциите во Квебек се луѓето, сите народот малку е разочаран од провинцијалната власт и на истото и во Онтарио, додека не може да едноставно меркиве го душат народот, го задушува народот. Не му дава доверба, нити му влева било нешто што може да се каже дека ќе ја видиме откако ќе излеземе од тунелот, ќе видиме бел ден. Туку само гледаме темнина. Но да не бидам досаден, да не претам работава. Да се надеваме дека ковид криза, некаква пандемија, ова криза, на која не можеме да го видиме крајот, ќе го видиме крајот брзо. Дека ќе видиме крајот, да се надеваме дека со новата во новата година Чак Норис или некој друг, или Рамбо или некој од другите поголеми херои ќе излезе, ќе го пете, па ќе го порази коронавирусот, ова чума, што се зададе од Кина, што не знаеме од каде, не го знаеме потеклото, но не знаеме што е, не го знаеме вирусот како вирус. Едноставно да имаме верба. Тоа би сакал да кажам. Верба, а и да имаме еден оптимизам. Не смееме да дозволиме да духот, а и оптимизм и нашиот оптимизмот дека треба
дека се ниот ден, дека утре, дека може би задутре, може би следната година, може би ова ќе биде задната, како да кажем, задната препрека, задната пречка пред да можеме да се вратиме во нормал. Со така на крај би кажал да би сакал да кажам они сеќен Божич за сите наши христијани, сите што слават Божич на 25 декември. Да ви пожелам и ќе се чуем да ви пожелам да најдеме некоја си сила да не дозволиме духот, но и вербата да се уништат. Благодарам и пријатна вечер.